вечер и добре дојдовте во 239-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Поминато неделниот поглед врз Санденс фестивалот, со нетрпение го очекуваме и започнувањето на првиот А-фестивал за оваа година. Традиционално тоа е Берлиналето, кој е закажано од 5 до 15 февруари, што значи почнува за 3 дена в четврток. Но ние вечерва ќе им посветиме внимание на филмските награди, потоа на актуелниот блокбастер Австралија, кој е на репертоарот на кината во Рамстор, и секако парче одишка со редовната рубрика Филмска музика. Првиот дел од магазинот го посветуваме на минато неделната трибина во кинотеката на Македонија во организација на Филмскиот фонд. Новиот директор Дарко Башевски реши да направи тркалезна маса и да го чуе мислењето за две главни теми: иднината на македонскиот филм и кризата во киноприкажувачката дејност која со години трае кај нас. Секако беа чепнати уште неколку други теми, но сепак разговорот главно се движеше околу тоа дали годишниот буџет што го одобрува Министерството за култура е доволен за филмската дејност, потоа каква стратегија треба да се наметне за развој на домашната кинематографија и како да се развие копродуценството како иднина за малите кинематографии. Секако во држава во која владее пиратеријата и во која имате само пар киносали, иднината на филмот и не е баш розова. Според најавата, вакви трибини би требало да се случуваат што почесто, за да се искристализираат клучните нешта околу домашниот филм. Стартуваме. Поголемата врева која се крена околу позицијата директор на Филмскиот фонд, конкретно минатата година, работите сега изгледаат многу појасни. Новиот мандатар Дарко Башевски веднаш иницираше трибина на која сите оние на кои дејноста им се врти околу филмската уметност ги искажаа своите ставови околу неговата иднина. На маса паднаа неколку интересни предлози, меѓу кои највеќе се дискутираше дали да се поддржат 1, 2 или 3 филма годишно како досега, или со истите средства да се финансираат повеќе нискобуџетни остварувања. Генерално имаше став дека во моментов би можеле да правиме повеќе нискобуџетни и да полека да одиме и кон квалитет и кон зголемување на буџетот на филмовите, но не да се ограничи. Разликата не би ја направиле оштро, значи што би одбрале во моментов само нискобуџетни, само високобуџетни, затоа што може да се појави прекрасен проект кој што не може да чека да ја смениме стратегијата. Значи, генерално би се ориентирале на понискобуџетни, да направиме повеќе. Од друга страна, да дадеме шанса на повеќе млади автори кои што чекаат со години. Имаме млади автори со 40 на години, затоа би дале нискобуџетни средства за повеќе млади автори, а потоа успехот кој што ќе го направат и со филмот, и со дистрибуција на филмот надвор по фестивали, ќе ни го отвори патот кои автори заслужуваат да продолжат со втори, со трет филм. Една од постојаните опции во игра исто така се копродукциите помеѓу помалите кинематографии, нешто што стана практика и кај нас во последниве 15 години. Интенцијата е и понатаму да се продолжи со тој тренд. Убавините на постоењето на Филмскиот фонд како институција и тоа, значи, Филмскиот фонд не само што одобрува пари за домашни проекти, туку и финансира копродукции, што е најнормално позитивно, бидејќи и нашите копродукцијски филмови, знаете дека во последниве 15 години 20 скоро сите македонски филмови се европски копродукции во главном. Ние од една страна фондот со тој начин убива две муви. Враќаме на оние што ни помогнале, но и учествуваме во странски проекти, односно се појавува Филмскиот фонд на Република Македонија, што е исто така одлична презентација за Македонија. Замислете да Македонија како филмски фонд копродуцира во некој победник, иден победник на Кан, Берлин, Венеција. Но каква и стратегија да се создаде, сепак основниот проблем останува пиратеријата и малкуте активни кина што преостанаа во државава. Новите генерации воопшто и не ги интересираат доживувањето на седмата уметност на големото платно, бидејќи и самите можат да се снимат филм со мобилниот телефон, често дури и со провокативна содржина. Отворање на приватни киносали или можеби, што е уште подобра варијанта, мултиплекс киносали, е потек кој што главно во европските земји и Северна Америка се практикува многу често. Меѓутоа, за жал, Македонија е територија каде што пиратеријата е енормна.
Не сакам да речам со ова дека во европските земји и во Америка нема пиратерија. Пиратерија има секаде. Но овде станува збор за енормна пиратерија и едноставно е невозможно да се натера инвеститор да вложи во таа дејност. Бидејќи на првото ќоше ќе му ги украдат парите со пиратските дискови. Значи, она што државата од своја страна мора да го направи е како систематски ја уништуваше дејноста, така сега систематски повторно да ја крева на нозе или да ја крене на нозе веднаш. Дајте да синхронизираме филмови за мали деца, па децата, на децата магијата наречена филм да им ја сервираме уште како мали, па вечно да ги следиме из животот. Мислам да им дадеме таква една позитивна клетва. Другите предлози што ги слушнав и од дистрибутерите со кои што совршено се слагам, дајте да ги активираме повторно киносалите. Не знам, имаше предлог да се реоткупат објектите, значи кино, култура и Вардар од собствениците на кои што им беа вратени и државата ги реоткупи да ги направи повторно кина, да се реши конечно ситуацијата со Кино Милениум и нормално дајте да изградиме уште киносали. Факт е дека сме ја загубиле навиката за одење во кино, што како доказ ја имаме во малата посетеност на филмските фестивали во минатата 2008 година. За да им се исплати еден кинофилм на неколкуте домашни дистрибутери, потребни се многу гледачи, а не само по неколкумина на проекција. За блокбастерите се позитивна нула е меѓу 35 и 40 илјади гледачи, под предпоставка да станува збор за светска премиера, она што Манаке филм во последно време го практикува. А што се однесува до европскиот филм, значи тоа е малку посуптилна продукција, некаде околу 10.000 гледачи би биле доволни да бидеме на некаква позитивна нула. Но ситуацијата со македонските филмови сепак е сосема поинаква, доказ Сенки на Манчевски и Тито Велес на Митевска. Приемот кај публиката и за двата филма беше извонреден. Тоа навистина луѓето чекаа да ги видат филмовите. Сега, тоа што имавме огромни проблеми да се отворат киносалите, да се опремата да се стави во еден нормален ред, тоа е веќе друго прашање, тоа е проблем на дистрибутерот и на прикажувачот. Но дека не е се толку црно покажува посетеноста на проекциите во прекрасната сала на Кинотеката на Македонија. Мислам дека проблемот не е во публиката и немањето интерес од страна на луѓето да доаѓаат во кино, затоа што тоа можам да го кажам, како што рековте, од нашето лично искуство и работата на кинотечното кино, кое што во секој случај е сосема различно, некомерцијално, арт кино, но имаме постојана публика, редовна публика, публика од сите генерации, што е многу важно. Се поставува прашањето, дали е се во навиката, желбите или во парите. Дај Боже да проработи фондот и да има повеќе пари во фондот. Значи, не сакам да се навратам на тоа дека проблемот се парите, но проблемот се навистина парите. И нека не се плашат оние што минатата година добија пари на првиот конкурс на филмскиот фонд. Според Башевски, се ќе биде во ред. Проектите што беа одобрени минатата година во мај ќе продолжат да се реализираат, значи нормално е дека игран филм не може да се затвори ни во 2 години, така да нормално е продолжат со финансирање и со продукција оваа година. Во моментов Марија Џиџева веќе почнува деновиве со снимање на нејзиниот филм, во Жешки припреми е Омнибусот Дескопие на 11 млади автори и се најавува брзо започнување на филмот Панкот не е мртв на Владимир Блажевски. Столе Попов? Столе Попов е влезен во многу повисоки продуцентски нивоа, кај што имаат преговори со американски продуценти и го спремаат филмот да биде многу високо буџетен. Значи бараат многу поголеми буџети од она што беше првата идеја. Следната конструктивна трибина која ќе организира филмскиот фонд се планира некаде за во мај, токму пред следниот конкурс, но за жал таа ќе биде организирана со цел подочување на поголемиот дел од нашите филмаџи на некои основни работи, како пополнување на апликација. Планирам да се случи пред мајскиот конкурс, пошто имаме голем број од продуцентите кои што аплицираат, а не знаат да аплицираат. Значи, не знаат да пополнат апликација, сценарија не знаат да форматираат по правила. Барем да направиме некој чекор понатаму да научат што и како може полесно да дојдат до проект.
Прилогот за трибината на филмскиот фонд го финиширавме со проблемите околу киноприкажувачката дејност кај нас. Во моментов единствени и постојано активни кина во државава се оние во комплексот Рамстор, каде горе-долу може да се погледне некој интересен и актуелен филм. Таков е случајот и со Австралија, новиот епски проект на режисерот Баз Лурман, кој четвртокот па во следните неколку недели ќе можете да го гледате на големото платно и во главниот град. Како провокација, главните роли ги толкуваат на тимната австралијанка Никол Кидмен, а незин партнер е Хју Джекмен. Ја гледаме лондонската премиера на филмот пред пар недели. Japan sweeps the South Pacific, heading toward Australia. Lady Sarah Ashley's turned up from England. Wants to settle down in the outback, does she? She won't even last a week. G'day, love. Welcome to Australia. Далеко од жешките температури на Аутбек, локацијата каде е снимен филмот, премиерата на Австралија во Лондон испадна прилично студена. Злобниците би рекле како изразот на лицето на Никол Кидмен во многу филмови досега. Но таа во новото остварување е сосема поинаква, обидувајќи се да одигра улога атипична за неа, како еден вид нов предизвик во кариерата. But I like the cold. I actually like Christmas. We went to the Winter Wonderland, in Hyde Park last night with my baby on my chest and just held her and wandered through there, and I thought, this is lovely. Австралиецот Баз Лурман по успехот со мюзиклот Мулен Руж и уште неколку други проекти се врати на родниот континент за да му направи убава посвета преку приказната за англиската аристократка, која пред Втората светска војна сака да го почувствува ранчерскиот мит во земјата на кенгурите, но незиниот живот ќе добија сосема неочекуван правец откако по бомбардирањето на Дарвин ќе почне да се грижи за едно полуабориджинско момче. Мегапроектот на Баз Лурман чинеше 130 милиони австралиски долари, односно 84 милиони американски долари и представува најскапата епска авантура снимена на јужниот континент. Меѓу редови, филмот истовремено и суптилна реклама за уште поголем развој на туризмот во Австралија. А зошто да не? Ова беше нападот на австралиците Баз Лурман и Никол Кидмен врз планетата Земја. Уште еднаш Австралија од четвртокот во кината Рамстор во Скопје. А кога станува збор за подотварање на холивудските врати од страна на еден австралиец, секако првенец во таа улога беше Мел Гибсон, кој со Лудиот Макс ги излуде сите за потоа да направи фантастична холивудска кариера како актер во последниве години и како режисер. Во редовната рубрика Филмска музика се подсетуваме на фантастичниот проект Години на опасно живење, во кој Мел Гибсон го игра новинарот известувач од жешката Индонезија, кој се влюбува во британското аташе. Љубовната сцена ја поддржува легендарната музика на Морис Жар, која во минатото во многу наврати е искористувана за телевизиски шпици. Со сигурност ќе ја препознаете. Одиме.
Океј, време е за филмски награди кои во овој период од годината ги има прилично многу. Почитуваниот национален борд на критичари ги додели своите ценети награди на веќе познати и проверени имиња, меѓу кои на површина испливува онанак ветеранот Клинт Иствуд. Сдруженијето на актерите пак на големо се подготвува да ги додели своите награди, а ние ќе видиме како се подготвува и изработува статуетката која треба да отиде во рацете на најдобрите. На крајот од овој блок ќе фрлиме поглед и врз номинациите за најлош филм во 2008 година. Секако се работи за Златните малини кои традиционално се доделуваат еден ден пред Оскарите. Да видиме. I'm not going to be forced out of San Francisco by social deviants and incorrigibles. We need one of our own in office. We could have a revolution here. I don't do losing. Една од најогледните организации, Националниот борд на филмски критичари, им ги додели наградите на најзаслужните за минатата 2008 година. Ова здружение воедно ја прослави и 100 годишнината од своето постоење, што значи од 1909 па наваму неговите членови секоја година на најдобрите им ги доделуваат високо ценетите и почитувани награди. God is good, bhai. God is good. Доколку не го доби единствениот Оскар кој му недостасува оној за најдобар актер, тогаш Клинт Иствуд ќе треба да се задоволи токму со наградата во оваа категорија, која му ја доделија критичарите на гала вечерта во Њујорк. I keep talking about it all the time. My wife's trying to keep me out of retirement. I like it when you work. Yeah. You don't want to come home more? I didn't mean it that way. He didn't want me to hang around the house too long, so... But he's very happy when he works. He's in a great mood when he works. На црвениот тепих на доделувањето на наградите на филмските критичари се случи и јавно додворување. Имено Дев Пател, главниот актер во филмот Победник, уличен милионер, и Ен Хетави, добитничка на наградата за најдобра актерка во филмот Рейчел се мажи, не ги криеа своите взаемни симпатии. I love you in your movies so much. I love you in all of your movies. Can I have a hug? No, I said after I saw Slumdog, I turned to my friends and I said, "That's my favorite performance of this year. You're so beautiful in it. You broke my heart. It was gorgeous." That means so much to me. You don't understand. Thank you. Well, it's cool. Thank you, Mrs. Hathaway. Mrs. Oh no. Miss. Miss. Oh my God. Why is Emma the maid of honor? Why am I not the maid of honor? What does that mean? Because I wasn't entirely sure when you were coming or if you'd even make it. Well, I wasn't sure if you'd have time for a fitting. Bullshit. It's a sari. You take a bolt of cloth and you wrap it around yourself a bunch of times. Од другите лауреати ги издвојуваме Дейвид Финчер како најдобар режисер за филмот Бенџамин Батон, потоа Монгол како најдобар странски филм и екипата на филмот Сомнеш која беше прогласена за најдобар актерски ансамбл. There are people who go after your humanity. To tell you that the light in your heart is a weakness. Don't believe it. You just don't like him. You are letting that convince you of something terrible. Може би на почетокот ќе помислите дека ја гледате внатрешноста на некоја македонска вулканизерска работилница, но би се излажале. Во овој простор сепак се изработуваат 40 статуетки кои ќе им бидат доделени на најдобрите за минатата година според Сдруженијето на холивудските актери. Оваа организација ги покани медиумите во Академијата за уметности во Бурбен, Калифорнија, за да го видат и снимат процесот на изработка на прекрасните статуетки. When we pour the molten bronze, we just kind of let it cool for a few hours, couple hours, to make sure that the statues are properly dry. Then we break the ceramic material to develop the image of the piece already in metal.
Инаку по доделувањето на актерските награди, Сдруженијето планира штрајк, нешто слично како оној на сценаристите минатата година, кога во прашање беше и одржувањето на доделувањето на Оскарите. Што и како ќе се случи, останува да видиме. The Golden Raspberry Award Foundation proudly presents the One Award Show Hollywood Very Much Resents. Најлошото од Холивуд пак секоја година достојно си е наградено со златни малини, нешто што веќе 29 години поред го прави Рази фондацијата од Холивуд. Оваа година за најлоши филмови се номинирани Настанот на Нейт Шеймалан, Жешката и разуздана, романтична комедија со Парис Хилтон, како и љубовен гуру со комичарот Майк Мајерс. Секоја година се случува и по некој куриозитет во номинациите. Оваа година тој е во двојната номинација на различни филмови, односно 20 филма се номинирани за истата награда најлош филм на годината. Meet the Spartans and Disaster Movie are jointly nominated as Worst Picture. That's the first time we've ever done that. It's very difficult to separate them out from one another. They're very similarly stupid. These are Razzies. These films will never please you. Од рекордни 573 филмови снимени во Холивуд минатата година, на интернет форумот во фокусот беа 75 од нив, за кои публиката гласаше во различни категории. Академијата на златните малини ја сочинуваат 687 членови со право на глас од 45 американски сојузни и 19 странски држави. На крајот љубовниот гуру стана рекордер со 7 номинации, а останатите добија по 5 или 6. Резултатите ќе ги дознаеме традиционално еден ден пред доделувањето на Оскарите. Вечерашниот 239 Филмополис го заокружуваме со најава за новиот Стар Трек дел, кој ќе ги окупира светските киносали веќе напролет на задоволство на сите фанови на серијалот. Како подсетување, вечерва зборувавме за стратегијата и иднината на македонскиот филм. Можете да го погледнете актуелниот филм Австралија во кината Рамстор, а во последниот дел од магазинот одвоивме простор за секогаш интересните награди, како подсетник и рекапитулар на годината што измина на филмски план. Нашиот мејл веќе го знаете, чкртнете по нешто доколку имате време. Се гледаме повторно следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао! What is your name? My name is James Tiberius Kirk. You've always had a hard time finding your place in this world, haven't you? Never knowing your true worth. You can settle for less than ordinary life. Or do you feel like you were meant for something better? Something special? You will always be a child of two worlds, and fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? Are you afraid or aren't you? I will not allow you to lecture me. Then why do you stop me? Prepare to fire all weapons. I like this ship. It's exciting. Space is disease and danger wrapped in darkness and silence. Buckle up.